civilmedia.mk. Добре дојдовте. Ова се кратки нозе. Заедно со вас разоткриваме нова серија дезинформации со цврсти факти и аргументи. Во оваа епизода ви откриваме серија дезинформации за наводното киднапирање на пратеникот и генерален секретар на БЕСА Кастриот Реџепи, чие отсуство од собранието оневозможи обезбедување мнозинство за гласање недоверба на владата. Тргнуваме веднаш. Пратеникот на БЕСА Кастриот Реџепи пред почетокот на собраниската седница за недоверба на владата на 11 ноември се огласи на Facebook во 11 часот и 27 минути со пост во кој ги објаснува причините за недоаѓање на седницата за гласање на недоверба на владата. Со оглед на политичкиот моментум по одложувањето на оставката на премиерот Заев, за доброто на процесот и силните сигнали од стратешките партнери САД и земјите на ЕУ, кои ми беа доставени од високи дипломатски представници, дека во декември земјата најверојатно има големи шанси да добие датум за отпочнување преговори за членство во ЕУ, решив да не учествувам на собраниската седница на која требаше да се донесе одлука со која ќе се доведе во прашање оваа витална национална и државна цел. Како одговорен политичар и пратеник, оваа одлука не ја донесов лесно, ставајќи го интересот на народот и државата на прво место, напиша на неговата официјална Facebook страница Реџепи. Но недоаѓањето на Реџепи во собранието предизвика бура од реакции и бројни дезинформации, особено од високи функционери на партиите кои беа дел од коалицијата за гласање недоверба на владата. Тие обвинија дека Реџепи е киднапиран од власта. Овие шпекулации без факти и без проверка на веродостојноста беа пренесени од многу медиуми. На 11 ноември во 11 часот и 14 минути пратеникот Апасиев објави статус, а нешто подоцна и твит со следнава содржина. Јако киднапирале пратеник мислејќи дека така нема да паднат. Мафија версус пратеници. И пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО ДПМНЕ се огласи за отсуството на Реџепи. Заев има пари и фирми и имот во Бугарија. Кастриот Реџепи е логиран на Facebook во Бугарија. Дали е однесен, пренесен, превезан, натоварен, убеден, уценет или присилен, знаат само Заев, Дуи и тој, се вели во постот на Милошовски, објавен на 11 ноември во 13 часот и 40 минути. Шпекулацијата на Милошовски, пласирана како факт, е врз основа на нерелевантен податок од Facebook, дека локацијата на еден од 7 луѓе кои ја менаџираат страницата на Реџепи била во Бугарија. Но оваа шпекулација брзо беше преземена и без да се провери беше објавена и од портали. Таков е примерот со Инфомакс, кој врз основа на шпекулацијата на Милошовски објави содржина со наслов Кастриоти е киднапиран, логиран е на Facebook од локација во Бугарија. Многу медиуми почнаа да објавуваат информации за киднапирање на пратеник, без да извршат елементарна проверка на фактите, дали навистина има случај на киднапирање. Вечер објави содржина со наслов Никаде го нема Кастриот Реџепи од БЕСА, опозицијата се сомнева дека е киднапиран. Слободен печат пак го пренесе Facebook статусот на Апасиев во насловот. Апасиев киднапирале пратеник мислејќи дека така нема да паднат. Истиот наслов Апасиев киднапирале пратеник мислејќи дека така нема да паднат го објави и порталот Макфакс. Инфомакс пак објави содржина со став на нејзиниот уредник со наслов Митовски, пратеникот од БЕСА е киднапиран. Од утринава на него и неговото семејство им се губи траг. Во текот на целиот ден, политичарите и медиумите продолжија да лиферуваат и објавуваат шпекулации за наводно киднапирање на Реџепи. И покрај тоа што тој објави Facebook пост во кој ги објаснува причините за неговото недоаѓање на собраниската седница. Лидерот на БЕСА Билал Касами излезе со тврдење дека пратеникот е задржан некаде против негова волја.
Се додека немам јасна слика и глас од пратеникот, мислам дека тоа е направено против негова волја. Од вчера немаме контактирано, немам информации каде се наоѓа. Се додека не излезе дека ова е негов став и е доброволен, јас како председател на БЕСА можам да се сомневам дека тој против негова волја е задржан некаде, вели Касами. Шпекулациите за наводно киднапирање ги подгреа и Христијан Мицкоски, кој претходно даде куса морбидна изјава во која го спореди Реджепи со Амди Бајрам. Ке има ли замена за Кастриот Реджепи? За современиот дека му е лесна земја Амди Бајрам? Потоа, во изјава пред собранието дадена по 16 часот и 30 минути, Мицкоски ширеше дезинформации и шпекулации, велејќи дека пратеник во Македонското собрание нема, иако во тој момент во Македонското собрание немаше 60 пратеници, а не само еден. Кој бидејќи пратеник во Македонското собрание нема. Ние не знаеме дали е тој киднапиран и се држи без своја согласност и доброволно, или доброволно се држи и избега. Не знам зашто ако е доброволно не беше денеска тука појавен. Во 17 часот и 1 минута и подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски објави Facebook статус "Еден пратеник киднапиран". И други политичари, како Арјанит Хоџа од БЕСА, шпекулираа дека Реджепи е киднапиран и објавија информации дека има пријава за тоа во полицијата. Меѓутоа, во 17 часот и 44 минути, Реджепи се обрати со нова, овој пат видео порака на Facebook, во која ги демантира изнесените шпекулации. Të nderuar qytetar, fillimisht ju falenderoj për mbështetjen. Siguria dhe stabiliteti i vendit, paqja dhe mirëqenia e popullit ton, definitivisht duhet të jetë gjë e rëndësishme për gjithë ne. Kryetari Bilat Kasami dhe tjerët nuk ka nevojë të shqetësohen për mua. Jam në vend të sigurt, jam në anën e duhur, jam me shqiptarët dhe të gjithë qytetarët e vendit, të cilët dëshirojnë paqë, liri dhe demokraci. Jam me BE dhe NATO dhe jo me qarqet antishqiptare. Këtë po ju a them me ndërgjegje të plotë, dhe sa po të kalojnë disa rreziqe nga kërcënimet e disa individëve, do të paraqitem para mediumeve, do të sqaroj të gjitha. И покрај овој видео демант на Реджепи, дезинформациите за негово наводно киднапирање продолжија, и тоа со засилено темпо. Пратеникот Димитар Апасиев во 17 часот и 57 минути објави Facebook статус: "Со репетиран калаш на слепоочница се пишуваат најпрекрасните евроатлантски пратенички статуси." И ставовите на Касами, кој претходно бараше јасна слика и глас од пратеникот, продолжија да се шират по порталите. Таков е примерот на насловот на Република. Касами, додека не го видам, ке сметам дека е киднапиран. Или пак на mkd.mk. Касами, видео пораката на Реджепи може да значи дека е киднапиран. Го нема ниту неговото семејство. И ВМРО-ДПМН продолжи да тврди дека Реджепи е киднапиран. Во 18 часот и 14 минути на Facebook страницата на ВМРО-ДПМН беше објавен статус: "СДСМ и ДУИ денес киднапираа пратеник за да можат да останат да крадат." Во 20 часот и 45 минути председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски, кој претходно не знаеше дали е точно дека Реджепи се држи во заложништво, објави дека има киднапиран пратеник, и тоа со селфи од болнички кревет, по извршена интервенција за отстранување на масно ткиво. Динамичен ден, киднапиран пратеник, криминал, уцени, срам и нормално најголемата желба на СДСМ ДУИ да ме немало во политиката, напиша Мицкоски на Facebook. Навистина динамичен ден, полн со дезинформации, кој заврши со неуспех на иницијаторите за изгласување на недоверба на владата. Наредниот ден во петок, Кастриот Реджепи од БЕСА се огласи по трет пат, овој пат со порака на неговиот личен Facebook профил. Во наредните денови ќе имате можност да дознаете подиректно за се. Што се однесува до медиумите и големиот интерес што го разбирам, ги информирам дека моето прво појавување ќе биде во понеделник преку пресконференција. За крај апелирам до раководството на движењето БЕСА да не презема забрзани чекори кои ќе им наштетат на нашите структури и активисти.
Емоциите треба да се остават настрана, а постапките да се прават разумно, вели Реджепи. По оваа трета објава, Реджепи се појавил во петокот и во полициска станица и дал изјава дека пријавата за негово наводно киднапирање е невистинита, односно дека тој никогаш не бил исчезнат, туку самоволно, без никаков притисок, со своето семејство заминал кај пријател, за да се заштити од публицитетот поврзан со собраниската седница, се наведува во соопштението од МВР. Навистина, политиката кај нас е полна со емоции, неразумни постапки, валканици, омраза, лаги и дезинформации. Таа знае да носи победи, но знае да носи и порази. Сепак, најважно во неа е да не се изневери довербата на граѓаните, затоа што тие преку нивните гласови на крај одлучуваат кој ќе биде успешен, а кој неуспешен политичар. Тоа беше се во овие кратки нозе. Не заборавајте да ни испраќате содржини за кои сметате дека се дезинформации. Заедно ќе трагаме по вистината. Се гледаме наскоро. Останете со Цивил Медија.